Грчкиот премиер Алексис Ципрас побара од земјите на Европската унија да ги почитуваат одлуките за подолба на товарот од мигрантската криза. Нема да прифатиме земјата да ни се претвори во постојано стовариште на мигранти, додека Европа продолжува да функционира како ништо да не се случува, изјави Ципрас во грчкиот парламент. Тој додаде дека некои членки не само што креваат огради на границите, туку не прифаќаат ниту еден мигрант. Ципрас оцени дека постојните договори во Европската унија за прифаќање на мигрантите и бегалците треба да бидат спроведени без натамошно одлагање. Во спротивно, како што рече, Атина ќе ги блокира идните договори. Во септември евролидерите одобрија трансфер на околу 66.000 баратели на азил од Грција во 8 членки на Европската унија. Меѓутоа, 5 месеци подоцна, според УНХЦР, тоа било направено само за 318 луѓе. Премиерот Ципрас најави дека ќе се состане со лидерите на грчката опозиција за да изградат заеднички став пред престојниот самит на Унијата во март, кој е посветен на мигрантската криза. Предходно тој за кризата разговарал и со германскиот канцелар Ангела Меркел, при што се согласиле дека треба да бидат интензивирани напорите за спроведување на одлуките на Унијата и за итен почеток на операцијата на НАТО против шверцерите на луѓе на Егејско море. Акцијата договорена во Виена меѓу земјите од така наречената Балканска мигрантска рута, заедно со најавата на Унгарија за референдум околу плановите на Унијата за задолжителните квоти на мигранти, представува уште еден удар врз напорите предводени од Германија за заедничко решение на кризата која се заканува да ја минира кохезијата во Европската унија. Некои земји изгледа не сваќаат дека нашите заеднички договори или се спроведуваат или не се договори. Никој не може да заборави дека во минатото лето Грција се најде на работ да биде отсечена во име на заедничките правила, изјави Ципрас, мислејќи на договорот за финансиска помош од 85 милиарди евра, што неговата левичарска влада го потпиша во август со странските кредитори. Остри критики на состанокот во Виена упати грчкиот министер за миграција Јанис Музала. Το οποίο διακυβεύει το μέλλον της Ευρώπης. Ότι μία απόφαση πρωθυπουργού... Иднината на Европа е во прашање кога одлуките донесени од страна на премиерите може да бидат променети од 5 полициски началници или 5 земји кои донесуваат своји одлуки. Ние длабоко жалиме што Австрија ги потикнува овие активности, рече министерот Музалас. Во декларацијата од Виенскиот состанок се наведува дека приливот на мигранти на Балканската рута треба значително да биде намален. Тоа ќе се прави со одбивање на влегување на сите кои немаат валидни патни документи.